Почитувани, Петре Шилегов потрошил 420.000 евра за набавка на мрежна инфраструктура и ИП телефонија за потребите на градската куќа на улица Лазар Личеновски без број, која истиот ја продаде. Оваа телефонска централа за објектот на градската куќа не е инсталирана во истата, ниту е забележан документ дека е продадена. Ова се документите од кои се гледа дека Шилегов е потписник на договорот со Македонски Телеком вреден над 420.000 евра за телефонска централа која сега не е во функција, ниту некој знае каде е и што се планира со неа. 420.000 евра пари на Скопјани се потрошени за телефонска централа која не е во употреба, ниту некој знае каде е. Шилегов да излезе и веднаш да одговори каде е телефонската централа, дали е се уште во посед на град Скопје, доколку не е каде е, колку пари ја продал или ја дал без надомест. Парите од телефонската централа се попусто потрошени пари. Никој не знае каде е и дали е можеби продадена, но и каде се парите ако е продадена. Ова е ист случај како со парите добиени од продажбата на градската куќа. 12 милиони евра од продажбата на истата никаде ги нема. Никој не знае каде се и на што се потрошени. Почитувани, ова се сомнежи за огромни нерегуларности. За овие и за многу други набавки и плаќања ќе има детална истрага и ревизија по 31. октомври. Ова е тоа што го плаши Петре Шилегов и СДСМ. И затоа се во паника. Затоа навредуваат, малтретираат и шиканираат. Знаат дека по 31. октомври нема да можат да крадат и ги фаќа паника. Знаат дека одговорност ќе има, а еве и повторно им потврдуваме. Да, ќе има одговорност за сите ваши криминали и проневери. Ви благодарам на вниманието.